Бугарскиот патријарх Неофит упати писмо до верниците во Македонија, во кое се наведува дека очекува наскоро бугарската и македонската православна црква да бидат во посакуваното единство. На светата божествена литургија што се одржа во храмот на светите 15 Тивериополски свештомаченици во Струмица, на која чинно начествуваше митрополитот Тимотеј во сослужение на владиката Наум, присуствуваше и премиерот Зоран Заев. Бугарскиот епископ Велички Сионид го прочита писмото во име на бугарскиот поглавар, патријархот Неофит. Нашите молитви се со вас и со црквата на Република Македонија. Господ да даде во најскоро време да бидеме во посакуваното единство и благодатно евхаристичко општење. По молитвите на светите 15 Тивериополски маченици, Бог да ви дава вас и на вашата епархија мир и спокојство. Честит празник за многу благодетни години во братска и несебична љубов кон Христа. Она што е интересно што во писмото на бугарскиот патријарх никаде не се споменува признавање на автокефалноста на македонската православна црква, што пак беше едно од главните барања на писмото што го упати синодот на МПЦ до бугарската православна црква. Во него МПЦ бараше до бугарската црква да стане црква мајка, а со тоа да ја застапува пред другите помесни цркви за признавање на незината автокефалност. Предходно на седницата на бугарскиот синод на која се расправаше за писмото од МПЦ, бугарскиот патријарх нагласи дека имале света должност да се прифати подадената рака на верниците од Македонија. Јавноста е во очекување на седницата на синодот на МПЦ, на која треба да се разговара за односите со бугарската црква. Владиката Петар во интервју за ТВ Нова изјави дека не биле информирани за писмото до БПЦ и дека очекува на синодска седница да бидат разрешени сите нејасноти.